Третооделенката Марија Трипчева од основното Јордан Хаджи Константинов джинот и деветооделенецот Марко Ингилизов од Васил Главинов ги добија првите награди на литературниот конкурс кој го распиша клубот на писатели Коста Солев Рацин. Учениците од основните училишта поделени во две категории, од 2 до 5 и од 6 до 9 одделение, твореа на тема новогодишни мечти во пресрет на новогодишните празници. Најубавите стихови во кои учениците ги представија своите новогодишни мечти се дел од втората поред истоимена стихозбирка што клубот на писатели ја издава. Наградите на најдобрите автори им беа доделени денеска, денот кога Велес ја одбележува 109 годишнината од раѓањето на големиот револуционер и поет Коста Солев Рацин. Тричлена комисија одлучуваше за најдобрите поетски и прозни остварувања на децата со помош на наставниците и менторите. Многу ќе придонесеме во збогатување на културните вредности на една нација, почитувајќи си го сопствениот јазик. Вредно е да се истакне дека во оваа збирка за прв пат годинава, значи иако издаваме втор пат, имаме учесник од паралелка од Бузалково. Незината песничка исто напишана на албански јазик и преведена на македонски јазик и таа е дел од овие прекрасни страници. Причината за издавањето на оваа книга Новогодишни мечти е денес роденденот на Коста Солев Рацин. Клубот го носи неговото име и во чест на неговиот роден ден минатата година за прв пат одлучивме да спроведеме оваа иницијатива на еден начин да го одбележиме неговиот роден ден со тоа што децата ќе бидат тие носители. Организаторите информираат дека на литературниот конкурс пристигнале голем број творби од белешките основци, исклучително квалитетни. На овој начин тие се обидуваат кај учениците да ја разбудат креативноста и да ја поттикнат жилбата за дружење со книгата и создавање нови дела за најмладата читателска публика. Ние сме задоволни доколку и како 10% од учениците да се вратат кон книгата, ние ќе бидеме среќни и задоволни. Мислиме дека нашата мисија ќе биде исполнета и имаме поддршката и на колегите наставниците одделенските и секако предметните по македонски јазик. Ќе продолжиме и понатаму, значи со овие активности, се со цел децата да ги вратиме кон книгата, затоа што со современата технологија можат само да заработат очила за вид или леки. Социјалните мрежи се добри за дружење, ги користиме и ние возрастните, меѓутоа децата треба да ја сватат навиката да ја читаат книгата, затоа што е таа најверниот другар на секого. Минатата година за прв пат клубот на писатели Коста Солев Рацин издаде стихозбирка со песни кои во пресрет на новогодишните празници ги напишаа учениците од сите основни училишта.